Добар ден од мене уште еднаш. Во отвореното студио во овој тајминг, во овие наредни 25-30 минути, гостин е актерот Перо или Петре Арсовски. Нас ни беше најавен како Перо Арсовски. Дел од екипа вовде мислеа дека доаѓа вашиот син Пеџа Арсовски, односно Петар Арсовски, а вие на крајот ни рековте дека сте Петра. Како се ова да го објасниме? Па по документи сум Петре, значи по крштеница сум Петре, но... А синот Петар? Син ми е Петар. А Пеџа Пеџа е, да, сите да го можеме знаеме. дома да се одзиваме Да се да не биде Перо и едниот и другиот. Така, Добро. Поводот што ве покани секако е наградата 11 октомври, што ќе ви биде доделена, нели? Благодарам. За време на празникот. Ви честитам за наградата. Благодарам. Вие добивате за животно дело, така? Да. Од Министерството за култура. Да. Одлуката ја носи независно тело, тоа е одборот за додела на наградата 11 октомври, која користи исто така стручни комисии. Значи, јас сум предложен од стручната комисија до одборот и одборот тоа го прифатил, речиси едногласно, од 11, 10 души гласале за мене. Драго ми е што еве и сега пред 10 минути доаѓајќи овде двајца мои пријатели рекоа дека е заслужено. Што мене ми значи, бидејќи знаете како во ова сегашно време може да се случи, а веројатно и ќе се случи, некој да каже еве сега се смени власта, па дојдовте вие, па почнавте да си делите награди. Меѓутоа до сега не сум имал таква забелешка ни од кого и тоа ми е драго. Веројатно меѓу пријателите имате такви. Но овде во Македонија обично велат секоја власт си доделува на тие што и се не за блиски. Точно. Има ли наназад од овие 28 години дека има такво некое правило? Кога се другите пак на црна листа е... За жал има. И од едната и од другата страна јас можам да кажам дека сум еден од тие кои беа на црна листа, баш поради мојата политичка определеност. Јас сум, не го кријам тоа, член на Социјалдемократскиот сојуз. Ја застапувам таа политика, но никогаш не сум помислил дека поради тоа ќе имам во својата средина, каде што работам, реперкусии, прогони, симињање на представи, се соочивте со навреди, клевети и така. Се соочивте со тоа? Да. А дали бевте избркани од Македонскиот народен театар или заминавте доброволно? Не заминав доброволно, бидејќи до сега немало случај да замине ни еден актер, значи ни еден актер, до сега не заминал во пензија дента кога ги наполни 64 години на возраст. Баш на роденденот? На роденденот, да. Ми честитаа роден ден, со тоа што ми го фрлија решението во ходник, правникот од МНТ, на барање на директора, се разбира, тогашниот Сашо Миленковски. И јас сум единствен актер кој што заминал дента кога наполнил 64 години во пензија. Значи, броеле часови и денови. Да, мислам дека го чекав. И тоа беше Сабајев. Тие повеќе ви го очекувале роденденот од па, знаете како, од оваа гледна точка, тогаш бев многу навреден. По начинот, знаеш, обично тој што оди во пензија барем ќе испие по едно кафе со својот раководител, но ова беше навистина навредливо. И сега од оваа позиција ми е малку и смешно, но следот на настаните им го враќа сето тоа. Значи, ништо не се добива, ниту се губи, ако не си го заслужил тоа. Така. Но, например, интересно во изминативе сиве години се случи таква поларизација меѓу уметничкиот свет, меѓу актерите, режисерите, као два воинствени табори. Таков печаток имам. Од каде тој порив вие, актерите, толку да се инволвирате во политичките процеси или процесите во општеството? Знаете како, мислам дека за минатата власт беше многу примамливо
да се исползува таа јавна професија, во која што припаѓам и самиот, како свој пиар, како пропаганда, бидејќи сме најподатливи, најблиску до публиката и најпопуларни. Така да, неочекувано и од мене, бидејќи до тогаш не сум видел такви толку еклатантни примери на злоупотреба на нашата професија, некои од нашите колеги ја грабна таа јатица, таа мамка и застанаа на чело на пропагирање на минатата политика. Со тоа, не мислејќи дека со тоа не само што ќе загубат еден дел од својата публика, бидејќи публиката е поделена, како што сме сите поделени, туку дека ќе навредат некого. Не очекував дека некој ќе се служи со лаги и клевети за да може да добие некакви си политички поени во својата партија. Тоа беше случај со мене. Јас бев некаков си функционер во СДСМ, носител на листа, председател на општинска организација. Некому таму му се видело згодно да ме нападне и да почне да ме плука на телевизија. Така да еден ден сите телевизии прва вест беше како сум го кодошел мојот колега Ристо Шишков. Да, и потоа дел од тие медиуми веќе ви ја залепи етикетата Точно така. Кодош. Таква една, како би ја нарекол ја, дамка или да бидам погруб, една плуканица не се брише никогаш. Ти можеш да ја бришеш, да се миеш, не знам што да правиш, тоа останува. Така да тоа не можем да го разберам и не можем да го простам никому. Така да вие покренавте, тужевте пост. Да, не можев да простам. Ги тужев двајцата што може да ги тужам тогаш. Тоа беше Шамбевски, кој што јавно на телевизија изјави дека да не се кријам зад партиските органи, него да излезам и да дадам своја изјава дека јас сум го кодошел мојот колега Ристо Шишков и дека сум му ја уништил кариерата. Јас го тужев и го добив на суд. Морам да кажам дека му понудив фер спогодба да излезе на телевизија и да го негира тоа, да се извини и да го негира. Тој рече дека мора да праша во партија, праша и ништо не ми одговори мене. Така да процесот одеше до крај, тој го изгуби случајот и ми исплати. Така. Има уште еден, тоа е Миленко Неделковски, кој што исто така го добив, поради тоа што на неговата емисија рече дека исто така сум го кодошел Ристо Шишков, спомна таму не знам што ти не, и го добив и него. Тој ден денес чекам да ме исплати. Колку време чекате? Па трета година. Голем е редот на така ми чекачи за исплата од Неделковски. Знаете што не ми е јасно? Ние се декларираме како некаква си правна држава, дека функционираат сите органи. Ние неговата емисија ја гледаме секоја недела јавно на телевизија, во еден од нашите државни сервиси. Значи тој за таа своја емисија има некаков си надомест, така? А никој не може да наплати. Ама некој треба да го исплати за тоа, така? Како го исплаќа? Кеш? Во овци, во храна за неговите куќиња, како го исплаќа? Не може да е невозможно да му се најде приход. Тоа говори дека се уште немаме правна држава. Така е. Во нормални говори рамки. И тоа дека он не плаќа нигде никакви даноци ни придонеси како што вие и јас плаќаме. Така. Сите ние. А вие добивте некаков сертификат од Комисијата за лустрација? Да. Добив од Томе Аджиев, кој што е познат по тоа што вршеше таа работа во служба на владеечката гарнитура. И таа стана фарса, таа комисија за верификација на факти, како се вели. Тоа е таа Но сте добиле тапија дека не сте така. Не сте соработник во секој случај. Не сум, само и ден денес луѓе криејќи се, скришом од кола со подотворено пенџере или од такси, викаат кодош. Мислам дека и тоа е целта на тие такви изјави. Нели, јас сум единствената жена што беше лустрирана. Иако судот ги поништи, нели, како да не постои тоа, како што велите, за нивните фанови добиле на суд, не добили, имале доказ, етикетата ќе ве плукнат, ќе ви ја залепат и потоа не можете да избришете. Нивната цел, они тоа многу добро го знаат, дека тоа е проверена метода. Да, но јас не разбирам оваа власт. Помина години и кусур. Зошто не се преземе нешто
да овие работи да се стават на вистински колосек. Знаете како, ја мислам дека ни таа власт, а и ние кои сме разочарани, јас сум исто така разочаран од спороста на превземање на власта во сите пори. Изгледа дека е тоа многу подлабоко од колку што очекувавме, дека во сите институции се толку луѓето корумпирани, а и сплашени од друга страна, да тоа ќе потрае подолго, особено сега кога ни предстои ни предстојат некои одлуки во однос на нашата иднина. Јас многу би сакал да овој јаз, кој што многу тешко го доживувам, не само во мојата професија, туку меѓу моите пријатели кои што се и од другите професии, да го снема. Дали вие со вашите колеги актери со кои сте на различни позиции разговарате? Или работава дојде до таму да секој на своја страна? До таму дојде, да. Морам да ви кажам дека сум разочаран што со моите колеги кои што беа доста активни, нели, почнувајќи од ГДОМ, па не знам за заедничка Македонија, па говорниците пред собрание, да не ги спомнувам тие што влегоа во собранието, не поради тоа, туку не можеме више да работиме како што сме работеле претходно. Нашата професија е специфична. Ние мораме да имаме кохезиона сила меѓу нас. Мораме да бидеме да имаме пред се почит еден кон друг, а потоа да можеме да создаваме ликови, да правиме представа, да снимаме филмови и така натаму. Јас, за жал, со ниеден од нив не комуницирам повеќе. Јас не знам... Тоа така спонтано престанавте наеднаш преку ноќ или... Па взаемно е тоа. Или сте пробале претходно, нели, да разговарате, да се разберете? Не сум имал шанса, верувате. Со исклучок, може би еден исклучок, никој од нив нити се обидува нешто да создадеме некаква си врска или да ги вратиме старите односи, ниту се обидува, ниту пак јас се обидувам. Но знаеме ли да признаеме квалитет, например? Еве, вие сте близок до СДС, но сте квалитетен актер. Владо Јовановски од другата страна, тој сега и нели е во процесот за крвавиот четврток, но да му се признае дека е одличен актер. Така е. Владо е одличен актер, но знаете како тие две работи тешко се двојат. Еден од моите исто така драги колеги, одличен актер, кој што е истакнат исто во ВМРО ДПМН, мислам дека е член на Централниот комитет, се обиде да ги поделиме тие работи. Значи, професијата со ова што е приватно и ова што е политичко. Но и покрај сите мои усилби сега, сум сигурен дека тие две работи не може да се двојат. Тоа е како брак, тоа е како пријателство. Не може сега да кажеш, види, јас ќе ти бидам пријател до прагот на твојата куќа, откако ќе излезам од прагот од твојата куќа, заборави што ќе кажам за тебе или како ќе постапаме или не може. Ние кој ќе седнеме на маса да работиме, јас во него не гледам само лик кого го игра, него гледам и таа личност. Што прави, како мисли. Но веројатно и симпатизерите на ВМРО ДПМН па вас ве доживуваат. Веројатно. Не, веројатно, така, сигурно. Негативно, да речеме. Јас сум Пошто до таму е поделбата дојдена. Свесен сум и апсолутно не го одобрувам тоа. И против тоа сум. Ви реагирал некој така? Еве, не сакам да ви ги гледам представите затоа што вие сте блиски до таа етапа. Па, знаете како, разликата меѓу нас и меѓу нив, да речеме, највише мрзам кој ќе каже некој исти сте, не е точно. Ја не паметам случај некој од оваа левава страна, каде што прифаќам самиот, да излезе на телевизија или во својата партија да се избори за тоа некој да излезе и да каже еве тој човек е кодош или да искаже лага за некого.
Не се сеќам, за мене се искажани многу лаги. Не само за мене, и за многу други наши колеги. А тие мислат и за нив дека има лаги, но Така е. но јас одговориме, тоа е неспорно е Во преголем и предлабок. Во правост. Вие сте дел од екипата на Сенки над Балканот серијата, така? Да. Во Белград што се снима. Играте и вие и Тони Михајловски. Тони Михајловски го И како се... Знаете како, јас него многу го сакам и се уште го сакам. Мислам, без оглед функционирате, разговарате? Не. За жал. Оделно патувате за Белград? Има една така чудна случка од неколку дена. Ние патувавме за Белград, не возеше еден возач и застанувавме неколку пати да пиеме кафе. Знаете како се прави тоа на еден подолг пат. Тој пиеше кафе на една маса, ја пиев кафе на друга маса. Ние патувавме, не прозборевме ни збор. До Белград ни збор? До Белград ни збор. Потоа таму се случи еден наш мал кус разговор, по кој се обидовме да се вратиме на старите стази, каде што секоја чест Тони ми кажа дека тој многу би сакал да можеме да ги одвоиме тие две релации, она што сме приватно и тоа што сме политички. Но за мене тоа е невозможно. Не можам да го гледам, две личности во него. Се обидувам и би сакал исто така да може и он да го оддели тоа. Не верувам дека ќе може. Така да нашата комуникација заврши со тоа што тој ме замоли, јас реков дека ќе се обидам, но тука заврши целата наша... Разговарате сега кога ме возите? Па не се ни среќаваме, да ви кажем право, бидејќи по некаква си таква поделеност, ја не би ја нарекол природна, тоа е неприродна, ние не се среќаваме во исти проекти. Еве сега ќе бидеме во втората сезона на Сенки над Балканот. Јас ќе се обидам да бидам коректен колку што можам. А што играте во серијата? Бидејќи јас не сум ја следела, но ми ја фалеле многумина. Па серијата навистина излезе одлична, Што улога имате? Јас играм таму некој газда Кира кој што носи опиум во Белград, многу ценет македонски опиум, за да купи оружје, да купи да потплати таму полиција, разни други органи, помошници да се помогне. Тоа криминалец сте или патриот? Па патриот, тогаш е патриот. Знаете, тоа бил некаков, ние многу мал се знаеме за тој период меѓу двете светски војни. Знаете како, учевме Прва светска војна и веднаш напад на Белград 6 април и така натаму. Но што се однесува до тој период, тој е многу интересен период. Таму делувале многу наши луѓе кои што каде што се подготвувала и некаква си самостојна Македонија, убиства и атентати меѓу тие две фракции протуѓеривци. Значи, вие сте во револуционерна фаза во така да Газда Кира, кој што излезе многу интересен лик, носи опиум таму и го поддржува затворениот наш револуционер во Белград, кој што таму јавно се декларирал дека Македонија ќе биде самостојна, дека ќе се ослободиме од србите, дека нема да бидеме српска јужна Бановина, го затворат и јас одам таму да го ослободам. Тоа е Тони Михајловски? Тони е тој кога го јас го ослободувам од затвор со една борба таму, вооружена борба во Белград. Значи, вие сметат, мислам, веројатно треба и време да се простат некои работи. Така барем велат. Не верувам дека ова вака вечно ќе останат. Не. Сигурно сум, затоа што морам да ви кажам од моје лично искуство. Јас не гледам исто на работите не на тие пред 10 или 15 години, туку на тие што биле лани. Еве да кажеме на мојот разговор и средба со Тони, не гледам повеќе така како што било пред една година. Сега го сметам тоа за некаква си да ја наречеме колатерална штета или жртва на времето, на состојбите тогашни. Но состојбите се менуваат. Така. Јас сум сигурен дека и од таа страна ќе има луѓе кои ќе го разберат тоа. Имавте една полемика на Фејсбук со Сашо Тасевски, кој беше вршител на должност директор на Драмскиот театар.
А вие му реагиравте и не, споревте со тоа, не ви се допадна, што во уметничкиот совет тој ги стави и Билјана Величанец, Алексич, Дејан Лилич. Тој го бранеше ставот дека се добри уметници, но вие реагиравте зашто некои кои биле символ на или го поддржувале претходниот систем, претходната власт, претходниот режим кој како сака, сметавте дека не треба да бидат на тие места. Зошто? Јас сметам дека не треба да бидат на тие места, не само заради тоа што биле поддржувачи на претходниот режим, туку они го доведала театарот до ова дереđе до кое што е сега. А не е само мое мислење, туку е општо мислење дека драмски театар никогаш не бил на толку ниски скалила како што е сега. Значи нема никаков репертоар, лоши представи, слаба посетеност, кадровски лош. Не знам што драмски не е ни оддалеку она што бил некогаш. А не е тоа само со драмски, тоа е со сите театри во Македонија, со исклучок можеби на Прилепски театар. Така да тие се директни виновници за состојбите во кои што е доведен драмски театар. Говорам за Дејан Лилич, говорам за Величанец, говорам за Сашо Миленковски. Тој е вработен таму како драматург. 3 години живее во Битола, а прима плата овде. Тој е засолнет како екс-директор кој што направи проневера во МНТ и која му е простена, а не доаѓа на работа и тој треба да биде член на уметнички совет. Но зашто Дејан Лилич е одличен? Дејан Лилич и Величанец по зборовите на ВД директорот, екс-ВД директорот, одбиваат улоги таму. И не може некој на стара слава да биде сега... Тоа беше мојата забелешка. Ако е забелешката само за функциите, инаку секој од тие актери треба да има шанса да игра. Не треба да се повторуваат состојбите од претходната власт. Напротив, нивната определба, нели, кон одредени политички гарнитури не треба да биде пречка, тие треба да работат ако се добри во тоа што го работат. Така мислам. Да, ма они тоа не го работат. Они одбиваат улоги. Не може во исто време да бидеш член на уметнички совет, а да одбиваш улоги. Па добро, ако имате право да изберете улога, да речете ова мене не ми лежи или... Нигде тоа не го пишува. Тоа е некој не се случило? Мене не ми се случило. Така. Мене не ми се случило, али се случило и постои такво непишано правило, али за тоа треба навистина да имаш јака причина, или да биде некоја, не дај Боже, болест, или да биде некаква твоја состојба во која што не можеш да се... Нашата задача е многу комплицирана. Мора навистина да бидеш ослободен од надворешните и здравствени и психички проблеми. Вие сте пензионер сега, ама работите. Турба. Да. Па знаете како, ја имам една теорија која што не знам дали е точна, меѓутоа мислам дека сум еден од ретките во овие години кои што за среќа, не знам каква среќа, дали е тоа некаков си друг склоп, е во состојба да може да работи. Има доста примери да ја имам доста години. На моите години не можат да паметат текст, не се физички во состојба да работат, да снимаат филмови, не знам, здравствено не се во состојба да работат, имаат проблеми. Така да конкуренцијата е многу мала. И не сум склон да речам дека сум единствен и дека сум толку добар да не може да ме одбегнат, но не можем да се пожеламе, еве сега сум на праг на покрај серијата Сенке над Балканом. Само што завршив еден филм со еден млад режисер, Лена и Владимир се вика, тоа е Игор Алексов, а Димитар Величанец ме чека за некој ден, треба да почнеме со еден краток филм. Оваа награда ќе ви ја покачи пензијата, претпоставувам. Да. Перо или Петре Арсовски, ви благодарам што бевте дел од отвореното студио. Уште еднаш честитки за наградата, заслужена. И ние се гледаме нешто подоцна во друг еден појас на отворено студио. Благодарам.